130 килакси. Пекно. Почитувани браќа и сестри македонци, порода и државјанство од сите делови на Македонија во светот и татковината, денес сведочиме важен историски настан. Светскиот македонски конгрес ја реализира донацијата на Македонскиот институт Хелиос од Холандија, спомен обележје на географскиот центар на Македонија со северна географска широчина 42 степени, 10 минути и 10,3 секунди и источна географска должина 22 степени, 23 минути и 4,3 секунди. Во местноста Длавокдол, од десната страна на регионалниот пат Гевгелија Мој, Ново Којнско, до село Којнско, на планината Кожув, кон Конска брана и одморалиштето Смрдлива вода. Денес го промовираме спомен обележјето на географскиот центар на Македонија, веруваме ќе прерасне во семакедонско култно место. Божја промисла е Господ го одбрал ова живописно место за центар на Македонија. Свеченото отварање со култивирање на целиот простор, на целата локација со сите содржини, информативни табли, патокази и друго ќе биде на 19 септември годинава со почеток во 12 часот, зашто јавноста и вие дополнително ќе бидете известени. Географскиот центар на Македонија е определен во согласност со етнографската карта Македонија од Димитрија Чуповски во името на македонската колонија во Петерсбург на 1 март 1913 година, испратена со меморандум до Лондонската мировна конференција која се одржала од 16 декември 1912 до 30 мај 1913 година, а завршила со Лондонскиот мировен договор подпишан на 30 мај 1913, со што завршила Првата Балканска војна 1912-1913 година. Димитрија Чуповски, роден на 8 ноември 1878 година во Папрадиште, Велешко, починат на 29 октомври 1940 година во Ленинград, Советскиот сојуз, е македонски национален деец, општественик, револуционер, политичар, дипломат, публицист, научник, издавач, историчар, картограф и филолог, еден од најистакнатите и најдоследни организатори и афирматори на македонската национална мисла. Димитрија Чуповски е силен заштитник и бранител на македонската национална самобитност и посебност по поделбата на Македонија во 1913 година, силно се залагал за нејзино обединување и конституирање како национална држава на македонскиот народ. Димитрија Чуповски е основач и претседател на Македонското научно-литературно друштво Другарство во Санкт Петерсбург 1902-1917 година, основач и претседател на Словено-македонското национално просветно друштво Свети Кирил и Методи 1912-1913 година, основач на Руско-македонското благотворно друштво Свети Кирил и Методи 1913-1914 година и основач и претседател на Македонскиот револуционерен комитет во Петроград од 1917 до 1924 година. Бил подпредседател на Друштвото за помош на почетниците, литератори, артисти, уметници и научници на Русија 1915 година и редовен член на Санкт-Петербургското словенско благотворно друштво, на Друштвото за словенска заемност и на други руски асоцијации. По барање на Македонскиот институт Хелиос од Холандија до Upwork Incorporated, географскиот центар на Македонија е определен од Леонард Луз Едмонтон, сертифициран експерт за географски информацијски систем од Институтот за истражување на еколошки системи, како светски лидер на пазарот за софтвер за географски информацијски системи. Координатите се изведени со дигитализирање на границата од карта Македонија на Димитрија Чуповски и пресметките за центрирање на овој генериран полигон, користејќи го светскиот геодетски систем од 1984 година и универзалниот трансверзален меркатор на 34-та северна зона. Конечната анализа е извршена на 9 јуни 2024 година.
Спомен обележјето се состои од железна плоча со диаметар 80 см, тежина 50 кг, 42 кг е железната плоча плюс 8 кг рамката во која што лежи плочата со дебелина од 25 мм. На железната плоча релјефно на македонски и англиски јазик пишува Географски центар на Македонија, Длабок до Конјско, Гевгелие со координатите. Географска должина и географска ширина. Железната плоча представува маркер за означување на географскиот центар на Македонија, чии делови се наоѓаат под юрисдикција на 5 држави, после поделбата во Балканските војни. Во Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција, Република Косово, Република Македонија и Република Србија. Хелиос е Македонски институт за културни, лингвистички и научни студии формиран во Ротердам, Холандија на 2 август 2022 година. Неговото име се однесува не само на еден од најстарите македонски символи, богот и персонификацијата на сонцето, туку и на просветлувањето на човечката душа и разумот, потрагата по вистината и зачувувањето на македонското културно, јазично, археолошко и историско наследство. Посветено е на сите кои се чувствуваат на вистина веруваат дека се македонци или со македонско потекло, без разлика на современите политички нации. Впрочем, среќата ги фаворизира секогаш храбрите. Заедно со останатите туристички содржини, Географскиот центар на Македонија ќе биде атрактивна туристичка дестинација за голем број посетители од регионот, светот и Европа. Оваа туристичка дестинација ќе ги надополнува природните богатства и убавините на планината Кожув, знаејќи дека тука се златните рудници од времето на Македонската и Римската империја, златоносната Конјска река, неповторливо убавиот ареал на Кожув планина каде што расте реткото голо дрво или народски кажано гол човек, езерцево и водопадот, наоѓалиштата на лорандитот од рудникот Алшар, одмаралиштето Смрдлива вода, конската брана, ски центарот Кожув, летната резиденција на Филип II Македонски во древниот македонски град Гортинија на Вардарски рид, археолошкиот локалитет Крчаново кај Миравци, археолошкиот локалитет Исар кај Марвенци, содржините на граничниот премин Богородица. Сакаме да споделиме еден проект со вас во оваа пригода. Светскиот македонски конгрес и Македонскиот институт Хелиос договорија одржување на традиционална културна манифестација Денови на Филип II Македонски, која ќе се одржува секој трет викенд во месецот септември. Саботата ќе има пикник во Длабок дол до спомен обележјето Географски центар на Македонија, а неделата ќе се држи Академија за животот и делото на Филип II Македонски на локалитетот Гортинија на Вардарскиот рид, неговата летна резиденција. Се надеваме дека за одржувањето на оваа културна манифестација ќе се приклучат планинарските друштва во Гевгелие и други општини, како и Издруженијето Антички македонци од Богданци. Упатуваме посебна благодарност на Златко Гелебешев, координатор на Светскиот македонски конгрес за Гевгелие, со чија работа го доизградивме ова спомен обележје. И благодариме и на телевизија Канал 12 за информирањето и споделувањето на веста од настанот. Поздравни телеграми до организаторите упатија председателот на Светскиот македонски конгрес за Канада Боне Темелков, председателот на Светскиот македонски конгрес за Соединетите американски држави Спасо Јегер, председателот на Светскиот македонски конгрес за Австралија Аци Илиевски, председателот на Светскиот македонски конгрес за Африка Саша Петков и председателот на Светскиот македонски конгрес за Европа Ацо Крстески. Во поздравната телеграма од председателот на Светскиот македонски конгрес за Европа Ацо Крстески, кој бараше да биде прочитана, се вели: почитувам председателя на Светскиот македонски конгрес, почитувам председателя на Македонскиот институт Хелиос, почитувани присутни, со особена чест и искрена радост го поздравувам денешниот свечен чин на откривање на спомен плочата на Географскиот центар на Македонија. Иако не сум во можност лично да присуствувам, со мислите и срцето сум со вас на Кожув, на ова место кое денес добива посебно историско и символично значење. Утврдувањето на Географскиот центар врз основа на прецизни и стручно извршени геодетски премери од сертифицирана меѓународна компанија не е само научен факт, тоа е символ на целината и постојаност. Кога го знаеме центарот, знаеме дека постои и север и југ, исток и запад, што означуваат различни предели, но една заедничка целина Македонија. Македонија од секогаш била простор на разновидност и богатство, но истовремено и простор за единство. Денешниот чин ја потсетува дека и покрај сите историски искушенија и поделби,
Постои една духовна и историска вертикала која не поврзува. Затоа денес од овој географски центар символично се испраќа порака дека постојат Северна, Јужна, Источна и Западна Македонија како на една единствена заедничка Македонија. Нека ова место стане точка на собирање, сеќавање и потсетување дека народот кој го знае својот центар, знае и кој и каде припаѓа. Ви честитам за ова значајно дело и ви посакувам настанот да остане запаметен како траен белег во нашата национална меморија. Со почит и братски поздрав, Ацо Крстински, претседател на Светскиот македонски конгрес за Европа. Сега го поканувам претседателот на Македонскиот институт Хелиос во Ротердам, Холандија, чиј проект не собра денес во длабок дол, господин Џон Тодоровски со приводно обраќање. Повед. Првен да се заблагодарам на сите присутни, на сите гости кои дојдоа денеска, да се заблагодарам на Тодор и на Златко, лично зборам сега, на Светскиот македонски конгрес. Денеска е голем настан. Овој процес почнат пред 3 години, може и 4 години. И денеска дојдовме до реализација на таа идеја. Ние го гледаме ова како еден потик и како еден символ за понатаму, да ги привлекуваме македонците од светот, од Македонија во еден центар. Никогаш до сега не сме имали еден центар. Би сакале овој центар во иднина да постане едно место каде што луѓето ќе се собираат, ќе се соединуваат. Правејќи таков настан во септември, кој што го најави Тодор, би сакале што повеќе луѓе да ги запознаеме со ова место. Не само од историска гледна точка, него и од природна гледна точка. Јас лично сум воодушевен од ова место. Веќе донесов и роднини и пријатели кои што се дојдени тука, така да се надам дека и во иднина, кога би имал повод за да доаѓаат не само туристички, него и со настанот во септември, дека ќе доаѓаат почесто тука. Уште еднаш да ви се заблагодарам, исто и на медиумската поставеност тука со каналот кој што дојде за да не представи. Дуго нема што да кажам. Се надам дека ќе можеме да во иднина се повеќе да се дружиме и да го направиме место уште поубаво за посетителите. Го поканувам господин Џон Тодоровски заедно со мене свечено да го откриеме спомен обележјето. Англискиот не е баш тешко. И викам, ај на крајот ова е топ за сега. Па друга некоја генерација ќе направи уште поубаво.